Ете, тоа е она што го кажуваме од утринава, дека доаѓа зима, ќе се троши повеќе енергија, ама таа енергија ќе се надополнува со извори кои што треба да бидат позелени и кои што треба да бидат на начин да не ја загадуваат околината, за таа светска тема и денови ќе се разговара во Глазгов. Тоа е нешто, Дејан Андоновиќ, кој што го разговараме надолго и широко веќе со месеци и веројатно ќе остане присутна тема и понатаму. Но што се случува друго во меѓународно окружување, да кажем, и воопшто и во европски и во светски рамки? Ќе видиме само дали ќе биде подоминантна енергетската криза или ковидот кој некако се враќа, или можеби овие геостратешки судири во Јужното Кинеско море, каде што ги коментиравме и нив, Тајван, Кина, САД се вмешани таму, но ми се чини дека во овој дел од светот каде што ние гравитираме, Европската унија се уште не успева да ги дисциплинира, да кажеме, непослушните своји деца. Две земји членки, Полска и Унгарија, знаеме дека Унгарија и Виктор Орбан им пркоси на оние европски политики кои Брисел се залага, но сега имаме и Полска која е исто така актуелна, која поради оние контраверзни судски реформи кои ги има, со кои Брисел смета дека се нарушуваат европските човекови права и вредности, преку Европскиот суд пред некој ден дојде и му изрече казна на Варшава 500.000 евра дневно да плаќа казна. Заправо милион, ако не се лажем, од тоа ја што прочитав и милион евра дневно зависи 500.000 евра дневно е сега за сега. Таа е цифрата поради оној контраверзен рудник за јаглен кој Полска одби да го затвори, а по тужба на Чешка мораше да го затвори, така да дојде до тој еден голем судир. Од друга страна, Полска нема намера со години, нели? Добро, нивото на тоа е всушност непризнавањето на Полска, на официјална Полска, на правата на европските судови, меѓу другото и за човекови права и во овие прекугранични, да кажем, спорови, тие го даваат приматот на националното судство, а тоа е основата на Европската унија. Прашањето на делегирањето на суверенитетот, особено во европското право, оди на повисоко ниво од националните суверенитети. Отприлика тука е борбата. Да, но десничарската конзервативна влада донесе нели многу контраверзни закони околу абортусот, околу правата на нови геј заедниците и не би навлегувал понатаму. Но Полска веќе тоа го нарече дека Европската унија држи пиштолна слепочница на Полска, бидејќи Полска е своја држава, суверена држава и таа сака да си ги уредува работите како што таа замислила. Знам, ама смислата на Европската унија е споделување на суверенитетот. И сега не влегуваш таму ако не сакаш тоа да го правиш. Од друга страна си ги бараат парите, фондовите и грантовите кои треба да ги добие Европската унија и тука е на некој начин судирот. Но Полска е интересна уште една работа, а тоа е поради својата политика, од друга страна да ги затвори границите кон Белорусија, обвинувајќи Белорусија дека пушта мигранти кои влегуваат во Европска унија и така нели ја загрозуваат безбедноста на Европската унија. Сега од друга страна, иако конфронтирана со Европската унија, ја брани на некој начин Европската унија, стационираше околу 3000 војници дополнителни и според последните информации на границите со Белорусија, но и тешко вооружување и тенкови. Нешто што сега една друга држава, Белорусија овој пат, и нивниот претседател Лукашенко ја обвинуваат Полска дека се вооружува, дека става на граница војска и Белорусија е подготвена исто така да стави војска. Лукашенко рече вчера, зарем со мигранти ќе се борите со тенкови. Ако сакате со тенкови, имаме ние тенкови, ние ќе ставиме тенкови. Значи, сакам да кажам во оваа анализа дека има едно страшно зголемување на тензиите во југоисточна Европа, на границите на Европската унија, што дополнително ја отежнува и онака тешката состојба во овој дел од светот. Не сме проверили кога се изборите во Белорусија и во Полска. Обично тенкови се разместуваат кога некој... Знаеме за Унгарија дека се на пролет. Така да, ќе биде интересно тој дел од светот. Добро, Дејане, ќе продолжиме ние и тој дел од светот да го покриваме во овие наши утренски меѓународни брифирања.